сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на емисијата 99%. Во ова прво издание после празничниот период ви подготвивме на исклучително интересна и жешка тема, што би рекле ние охриѓани, бидејќи се работи за едно од најскапоцените богатства кои што ние охриѓани ги имаме, а тоа е Националниот парк Галичица. Денес ќе разговараме на темата за или против најавените проекти на владата кои што треба да се реализираат токму во рамките на заштитените зони од нашиот национален парк. Пред да ви ги представам моите денешни гости со кои што ќе дискутираме на оваа тема, јас предлагам да ги погледнеме прво двата прилози кои што нашата информативна редакција ги има подготвено, а кои што се однесува токму на оваа иста тема. Да погледнеме. Една година државата се обидува да ја спроведе стратегијата за изградба на експресен пат и ски центар во рамките на Националниот парк Галичица. Надлежните институции изготвија физибилити студија и неодамна одржаа јавна расправа за изградба на овие проекти. Најгласни за предвидените проекти на Галичица се еколозите, кои се противат на тоа да се нарушува убавината на Националниот парк. На последната јавна расправа, по однос на ревидираниот извештај за стратегиска оцена на влијание врз животната средина на предлог измените на планот за управување со Националниот парк Галичица, беше побарано распишување на референдум на кој охриѓани ќе го кажат своето мислење за најавените развојни проекти кои владата планира да ги реализира во заштитените зони на Националниот парк. Тавама се обиде да го слушне мислењето на граѓаните, дали се за референдум на кој би го кажале своето мислење по овие прашања. Може референдум. Тоа е добра работа. Значи треба да се согледат мислењето на луѓето. Не сакаме пат за Галичица што треба да видите. Не. Референдум нека има. Меѓутоа јас лично не сум. Нека биде национален парк. Да. Не треба референдум за тоа. Не треба референдум. Прво и основно Охрид снег немат. Каков ски центар со вештачки снег? На оваа тема, дали локалната ќе поддржи идејата за референдум на кој охриѓани би го кажале своето мислење за изградба на ски центар и експресен пат со став и претседателката на Советот на локалната самоуправа Гордана Коњановска. Обврската да ја организира јавната анкета веќе си ја завршуваат институциите кои што се под централната власт, значи државните институции. Секако дека локалната самоуправа будно го следи тој процес, значи ја следи јавната анкета и дури идејата која што беше спомнувана низ медиумите за организирање на референдум, меѓутоа морам да ве потсетам дека начинот како се организира и спроведува референдум е многу строго дефиниран, значи бара одредени предуслови и секако доколку тие бидат исполнети дека ќе се најдат на расправа на Советот на општина Охрид. Законот за локална самоуправа нуди повеќе механизми за граѓаните да учествуваат во донесување на одлуки во локалната самоуправа, меѓу нив се локалната иницијатива, референдумот, предлозите и представките. Референдум според овој закон на локално ниво распишува Советот на градот и тоа е должен да распише референдум на барање на 20% од избирачите во општината. За сега останува да видиме како ќе се одвиваат работите и дали ќе се распише референдум на кој охриѓани ќе го кажат своето мислење. Ние сме 99%. Презентирана ревидираната верзија на планот за управување со Националниот парк Галичица и стратегиската оценка за влијанието врз животната средина со направените измени. Денес во просториите на дирекцијата на Националниот парк, екологисти, експерти од областа на биологијата, екологијата и животната средина, како и граѓани, ги слушнаа предлозите, забелешките и препораките во однос на промената на зоните на заштита во Националниот парк Галичица. Овие промени кои се прават поради предвидување
предвидените владини проекти за изградба на ски центар на Галичица, експресен пат од Охрид до Пештани, ресторани, продавници, планински домови, уште еднаш ја разбранува охридската јавност. Независниот меѓународен консултант за животна средина, кој работеше на нацрт измените на ревидираната верзија од планот за управување со Националниот парк Галичица, вели дека за секоја можна загуба на живеалиштата која предвиделе во паркот, биле предвидени мерки за компензација на тие живеалишта за секој од најавените проекти. Најсериозни забелешки имало во делот на туристичката развојна зона во Љубаништа 3, во делот во кој се наоѓаат изворите во Светинаум. Во врска со изворите кај Светинаум беше утврдено дека очигледно тоа е едно важно природно живеалиште и локалитет, каде живеат важни видови на флора и фауна и не е возможно истото да биде компензирано во рамките на паркот. Сметаме дека тоа е област која не може лесно и не може воопшто да биде заменета. Препораката беше Љубаништа 3, која е една компонента од туристичката развојна зона, да биде ревидирана и дали предвидените проекти за оваа зона треба да се спроведат. Мерките за компензација, кои според консултантите треба да се превземат со цел да нема загуби во природниот свет, но и културните богатства, за екологистите неразумни. Кливново подрачје располага и со места други за изградба на скијачки центри. Затоа што Кливново подрачје на Охридсково езеро се протега од Пресека до Буково горе и до Светинаум. Па мало ли има горе дебрца да речам места да сите за скијачки центри феноменални. Ево, оставяме Галичица да го штите Охридсково езеро, да оставиме езерово да е богата со флора и фауна. Охридсково езеро представува еден голем економски потенцијал за Република Македонија, која носи приход од 6 до 7 милиарди евра вредност моментално. А што ние со тој скијачки центар, колку ќе добиеме, не е изнесено ова кој за Галицо. Не ни е јасно, дали тој скијачки центар економски ќе оправдува. Инаку во делот на промената на зоните, според ревидираната верзија на планот за управување, предвидено е во делот зоната на активно управување, во која не смее да се гради нова инфраструктура, да биде намален степенот на заштита, но како компензација на тоа да се зголеми степенот на заштита на друга поголема површина во рамките на паркот. Во рамките на препораките беше кажано да се направи ревизија на ски патеката за нордиско скијање, строга ревизија на делот од експресниот пат од Охрид до Пештани кај Црно брдо. Дополнително, консултантите препорачуваат и изработка на стратегиска оценка за влијанието врз културното наследство на територијата на Националниот парк за секој проект поодделно, бидејќи истиот е под заштита на УНЕСКО. На денешната јавна расправа беше кажано дека крајниот рок за поднесување на мислење и предлози по однос на оваа ревидирана верзија на планот е до 28 септември. Ние сме 99%. Почитувани, еве повторно назад во студиото на телевизија ТВМ. Ги погледнавме двата прилози кои што ја обработуваат темата на која денес ќе дискутираме, а токму за темата дали сме за или против реализација на сите проекти кои што владата ги има предвидено во рамките на Националниот парк Галичица, денес ќе дебатираме со Антонио Додевски и Трајче Талевски. Да ви посакам најпрво добре дојдовте во студиото на телевизија ТВМ. Добре најдовте. Јас ке мора да започнам, бидејќи тоа не е и некое новинарско правило од она што последно се случуваше, а последно беше тоа барање охриѓани своето мислење да го кажат на референдум за тоа дали се за или против реализација на тие предвидени проекти. Дали тоа барање за референдум доаѓа како последица на можеби некаква нетранспарентност во сите тие постапки кои што се случуваат досега, кои што се однесуваат на овие проекти, или пак едноставно тоа доаѓа како една желба граѓаните непосредно и директно да бидат вклучени во носењето на одлуките кои што, да бидеме искрени, нив најмногу и ги засегаат. Па еве ајде да почнам јас некако да го скршиме мразот. Искрено сметам дека и се надевам, значи, од длабочината на мојата, значи, душа и совест дека нема да имаме потреба од референдум и нема да одиме до таков стадиум и дека ќе успееме прикажувајќи ја вистинската слика на се ова кое што се предлага, односно кажувајќи ги јавно нашите мислења, ставови и презентирајќи ги преку проектите кои што се предложени, презентирајќи ги позитивните и негативните страни кои што според нас како дел од јавноста
ги воочуваме дека и пошироката јавност ќе се согласи со нас, притисокот ќе е малку поголем и оние кои што го предлагаат сето ова ќе се повлечат од нивната идеја, бидејќи во спротивно сето останато би било како некоја сизифова битка или од другата страна туркање на зид со глава, што би рекол народот, бидејќи референдумот сметам дека е тешко изводлив во овие околности, значи општествени и политички во кои што живееме. Од друга страна, во минатото кај нас се покажа дека некои прашања не заслужуваат одговори, така да мислам дека доколку дојдеме до еден таков стадиум, веќе битката е загубена. Мислам, убеден сум, имам надеж дека сето ова може да го издигнеме на едно високо етичко ниво, значи на еден културен и цивилизиран начин, да им укажеме на предлагачите дека овој пат не се во право, дека сгрешиле и самите да се повлечат еден чекор назад, бидејќи ако следевте, верувам дека и дел од јавноста следеше, јас имав и едно јавно моје обраќање до јавноста писмено, каде што на крајот кажав дека од оваа дистанца во која што општествена, мислам, дистанца во која што се наоѓаме и живееме, дека секој суд за предложените проекти е погрешен. Точно затоа што бидејќи сме оптеретени со толку многу прашања од есенцијална природа на нашево суштествување во ова општество, што ние не можеме да се замислиме како еден дел од вакви монденски проекти или да се замислиме како нивни корисници или да го замислиме нивното добро за нашите цели. Бидејќи нашите цели како поединци, како составен дел на ова општество се неостварени на многу полиња. Така што ако сакаат предлагачите, мене лично верувам дека и дел од јавноста да не убедат дека со едни вакви проекти, дека овие проекти се од широк национален, општествен и јавен интерес, треба да почнат малку поинаку. Треба да ни ги одржуваат малку повеќе патиштата кои што се од јавен интерес, а знаеме како се одржуваат. Еден пат преку Галичица со години е затворен за употреба. Канализациониот систем ни е катастрофален. Да не редам се она друго што беше веќе еднаш наброено во моето обраќање, така што сметам дека зад се ова се кријат други мотиви кои што се надевам ќе имаме простор да ги подискутираме. Талески, на што е последица барањето или желбата, барем на оние охриѓани кои што ние успеавме да ги анкетираме, да одговараат на референдум, дали се за или против овие најавени проекти? Јас мислам дека тоа беше извадено од контекст, значи не излезе како заклучок од таа трибина што се држеше на 4 јануари, односно јавна презентација што се држеше на 4 јануари во просторите на Национален парк Галичица. Мислам тоа беше извадено од контекст дека ако треба ќе одржиме и референдум, а што го рече Антонио, во овие услови е многу тешко да се организира референдум, особено ради тоа што поголем број од луѓето не ја сваќаат тежината на проблемов. Значи ова е еден голем проблем, голем проект пред се, голем проект, негативен проект за Галичица, па ако сакат и за Охрид, и за Охридското езеро, кој што многу скапо чини и многу скапо чини прво во изведбата, а после тоа ќе чини многу скапо и природата и се она што би требало да дојде као благодет од тој проект. Значи тука референдумот е едно прашање или еден процес кој што можеби е нешто као крајна можност. И тоа мора, мислам, да се работи на еден друг начин, да луѓето во Охрид и оние што се нарачатели на ваквите проекти да се разубедат дека ова е поразително и за Охрид, и за градов, и за планината, и за езерото. И дека ќе има она сето што е досега сработено ќе биде фрлено во вода, така да речем, значи и прогласувањето на Охрид као природно богатство заштитено по ЮНЕСКО и градот како заштитен културно наследство од ЮНЕСКО и Галичица и целата околина на Охридскиот регион и Преспанското езеро, ако сакате, како некоја заштитена зона која што се ставени под ЮНЕСКО. Така. Не сакам да ја останам должен на охридската јавност. Можеби ќе им изгледа денешниот наш разговор помалку едностран, бидејќи лично интимно знам дека горе-долу ви се слични ставовите по однос на ова прашање. Меѓутоа, за волја на вистината, додека се подготвував за оваа емисија, мој прв избор секако беа оние кои што се најодговорни. Ги побаравме, значи се обидовме да ги исконтактираме предлагачите на
на овие проекти. Го контактиравме Министерството за транспорт и врски, откаде пак не преупатија дека таков одговор треба да бараме во ЕЛЕМ, електрани на Република Македонија. Таму секако не одговорија на нашите повици, а во обидот да добиеме представник пред се од менаџментот на Националниот парк Галичица, директорот Велјановски ни кажа дека смета дека не е момент сега да се дискутира за ова прашање, туку дека тој би учествувал во ваква емисија во оној момент кога ќе завршат сите процедури и постапки, сите јавни расправи кои што се однесуваат на овие прашања. За логичноста на неговиот одговор нема сега да дебатираме. Јас сакав само да и појасна малку на охридската јавност зошто мојот избор за гости се сведе токму на вас двајцата. Досега имаше неколку јавни расправи кои што се однесува на оние планови кои што се зацртани за Националниот парк Галичица. Таму имаше луѓе кои што учествуваа на тие јавни расправи, кои што беа екологисти, кои што беа експерти од областа, невладини организации, обични граѓани кои што се заинтересирале, чуле за што се разговара, па сакале да дадат некој свој придонес. Дали вие, бидејќи знам дека бевте таму, сте задоволни од она што досега таму беше кажано, од било која страна? Искрено, јас не сум задоволен заради тоа што малце се вратиме назад, можеби цела година поназад. Најверојатно бил распишан тендер за изработка на стратегијата за заштита на животната средина на целиот проект, односно ова не е проект, ова се 10 проекти ставени во една стратегија. Па на тој конкурс, на тендерот, ако е распишан, предпоставам дека е распишан, се јавила една консултантска куќа, Институт за градежништво или Градежен институт Македонија, која што ангажирала експерти. Тој термин експерт е сега во ова време изгубен. Суштината на експерт е премногу изгубена, и тоа што секој станува експерт за се и се што, без и да биде експерт. Ангажирала професори, доктори на науки, меѓутоа некако после тоа, после првата расправа, кога имаше одредени забелешки на таа прва верзија, одеднаш се јавува како соработник во изработката на стратегијата, се јавува странска фирма, Цитрус, која што ангажира наместо сите експерти, кој ангажира само еден од останатите од тимот на експерти, усвари двајца. Значи, тоа се, со нив се познам многу добро. Ние сме колеги, али најверојатно со некои не сме завршиле исти факултети или не сме полагали испити кај исти професори, заради тоа што со некои ставови јас верувам дека оние професори кои што им предавале екологија, да речеме, на животна средина, растителна екологија или зоологија, екологија, воопшто не би се сложиле со нивните ставови во моментов. Се јавува фирма Цитрус, која што за прв пат во Македонија го носи терминот компензација на простор. Компензација на простор во природа не постои, особено не во наши закони. Компензација постои во еден дел во Законот за природа, ако не се лажам, меѓутоа тоа е компензација за индивидуални поседи во склоп на национален парк. Значи, може ли тоа што во национален парк имате и приватни и општествено земјиште, и тоа е сето под национален парк. Ако собственикот на земјиштето не е во можност да го одржува или да се придржува кон препораките на национален парк, на управата на национален парк, тогаш настапува фазата на компензација на земјиште. Не може да му се додаде, да речеме, 1000 квадрати, колку што има во национален парк, да го отстапи на национален парк земјиштето и за сметка на тоа да му се даде друго земјиште во облик на компензација. Се манипулира, така да речем, со тој термин и се нуди на местото на некаде околу 500 хектари, ако не се лажам, земјиште кое што во строга заштита, односно во зона на активно управување, се нуди некое друго земјиште кое што е поголемо. Тоа во природа не може да се разменува земјиште по површина, или ќе оставиме се овде, вие ќе ни оставите 5
500 хектари, а ние ќе ви давиме као компензација за тоа 800 хектари, ќе го зголемиме паркот. Значи, сосема е различна содржината на растителните и животинскиот свет онаму каде што се ангажираат по наводници тоа земјиште за овие објекти, а друга е составот на подлогата и растителниот и животинскиот свет на она кое што би требало да биде добиено на сметка на овие 500 хектари. Последната расправа, споменавте и самиот, која што се случи, се однесуваше токму на тие ревидирани планови за управување со националниот парк, беше на 4 јануари. Па дел од невладините организации, фактот што таа јавна расправа се организира за време на празници или помеѓу два големи празници кои што се традиционални за нашата држава, го сватија како некој вид на провокација. Сега јас да ви кажам, не можам да се согласам со тој став, бидејќи формално правно беше работен ден, беше закажана на времено, јас покана добив пред дали некаде далеку пред Нова година, така што јавноста имаше доволно простор, покани претпоставам дека били испратени до сите останати кои што беа инволвирани, а и самиот факт што имаше толку многу присутни на јавната расправа, сметам дека не е издржана една таква реакција, дека е измеѓу празници или дека тоа нешто менува. Она што јас од кое што не сум задоволен од оваа јавна расправа е и како и од претходните, морам да кажам дека не учествував на сите, на дел од нив. Прво, значи, презентацијата од страна на организаторот на оваа јавна расправа е премногу формална и таксативна, така што и присутните таму и пошироката јавност кои што преку медиумите ќе се информираат од тој дел кој што е изнесен таму, не може да се запознат со суштината на проблемот, бидејќи стратегиската оцена за влијанието врз животната средина која што требаше да е во суштина презентирана е 460 страници. Значи сите кои што треба да дебатираат, да дискутираат, да даваат предлози, требаше да бидат подготвени со претходно исчитани 460 страници, значи за кои што треба потрошат и време, меѓутоа треба да имат и соодветно знаење и познавање за да може да го изанализираат тој документ, да стават своји забелешки и да реагираат таму. Од друга страна, конкретно за моите прашања, јас не добив конкретен одговор. Значи, одговорот беше општ, апстрактен, значи одговор кој што не директно одговараше на прашањата. Јас затоа се одлучив истите прашања во писмена форма да ги доставам и очекувам дека ќе имам поконкретни одговори. И сметам дека јавната расправа не заради желба на организаторот, морам да кажам, туку заради кратката временска можност да се изанализира се ова претходно што го спомнав, е само една проформа низ која што институциите мора да поминат пред да ги донесат. Затоа апелирам до сите граѓани кои имаат реакција, па и до сите организации кои организирано настапуваат во овој проблем, да се обратат писмено, затоа што само така ќе ги добиеме конкретните одговори на нашите прашања, ќе добиеме можност конкретно да дадеме наши предлози за промени во ова и се надевам дека можеби ќе отвориме и некои прашања кај предлагачите и кај институциите кои што работеле на изготвување на овие документи, кои што можеби самите не се ги отвориле, па со тоа ќе допринесеме да се она што реков и на почеток, да се повлечат од една ваква идеја. Инаку морам да искористам оваа прилика, не знам како ќе тече понатаму емисија, ќе ми дозволите да исто така кажам еден мој став кој што и преку социјалните мрежи го кажав, дека нашата мисија како јавност е да се обединиме во овој момент, што пообединети да настапиме и што повеќе мислења да слушнеме, без разлика од која страна, да не развиваме револт едни кон други затоа што имаме различни мислења и ставови и дека нашата реакција како јавност првенствено затоа што сме до стадиум кога треба да се носи измени во планот за управување на национален парк, да ги насочиме, односно да дадеме поддршка на професионалците, на експертите во националниот парк, за да можат, онака како буквално како што напишав, да проникнат длабоко во себе и да се охрабрат да го кажат на вистина она што го мислат, затоа што ние сме зад нив и ние стоиме со нив. Ние заедно со нив ја сакаме и сакаме да ја чуваме планината. Тие се тие кои што се грижат за заштита на паркот и треба да има нашата поддршка за да можат и во овој случај да го заштитат паркот од ова кое што е предвидено да се гради. Се она што обратно, значи се случува како напади кон
луѓето кои што работат се професионалци, експерти, јас лично ги познавам дел од нив и знам дека навистина ги боли кога се прават повреди на планината, само е контрапродуктивно. Додека сме кај тоа јавно говорење и гласно кажување на личните ставови, предпоставувам дека кога станува збор за такви проекти кои што се планирани за едно од најзначајните, ако не и најзначајното природно богатство кое што го имаме, најгласни во реагирањето би требало да бидат екологистите. За жал, барем кај мене впечатокот е дека тоа не е баш така. Како јас не се чувствувам себе си како експерт во таа област, како екологија, можеби Трајче повеќе ќе, затоа што јас искрено да ви кажам, моите реакции се повеќе од логичен и технички аспект кон другите сфери на овие проекти. Лично не можам да оспорувам нешто од кое што другата страна, експерти, професори, доктори во нивните области даваат еден документ од 460 страници со кој што го бранат ова. Значи, еве, Трајче како дел од можеби таа еколошка јавност може повеќе. Така, јас зборувам чисто околу мислам дека охридската јавност и нашиот медиум ги следеше овие расправи максимално, значи секоја претходна беше следена, така да нашата камера може да регистрира кој навистина таму зема право да си го каже своето мислење и да придонесе на некој начин во дискусијата, а некои луѓе кои што се прокламираат само како екологисти слушаат таму, да не им земеме за зло, можеби во писмена форма поднесуваат прашања, меѓутоа јавноста го цени она што може да го види. Па мислам дека Охрид едно време имаше некаде, ако не се лажам, 20 граѓански здруженија кои што се занимаваа со екологија. Тоа беше во периодот кога беше актуелен проектот за заштита на Охридско езеро. Кога заврши финансирањето на тој проект, односно добивањето на проекти преку тој дел од проектот за заштита на езерово, полека сите тие се затвори, односно престанаа со активностите. И мислам дека во Охрид некако граѓанскиот сектор е заспан, барем во поглед на Галичица сега, тоа што има активни одредени здруженија, меѓутоа мислам дека и оние што не им е како да речем поле на действување екологијата, заштитата и за нив има, да речеме. Јас уште кога беше, не знам кога беше, мислам дека во мај оваа година имаше расправа со Европска банка за обнова и развој околу изградбата на оваа делница баш. И кога одреден број на присутни се изјасни дека се против ваква изградба на патов, што тогаш мислам дека беа и димензиите доста поголеми од овие сега што се некако во игра. Имаше такви настапи дека мора да се направи пат до Љубаниште, и тоа што кога ќе оделе господата, тие што беа присутни, на внучињето им се лошело по оние кривини која се оди. И се мојот одговор или мојата реакција беше па добро госпоđо, заради тоа што им се лоши на вашите внучиња, сега треба да дајдеме ние 50 милиони евра да им се направи пат до Љубаниште за да им се лоши. Мислам многу лоши некако, несоодветни образложенија зашто би требало да се гради еден таков пат. Значи, уште тогаш стана малце, бар за мене стана представниците на Европска банка некако да се подзамислија, и тоа што по последно време ги нема нив на овие јавни расправи, тоа е малце чудно. На последната ги немаше, претходно мислам дека беа, на претходната која што беше пред оваа. И морам да кажам дека претходната стратегија што се ревидира сега како се прави, обично се ревидира нешто што е лошо, за да се направи нешто подобро. Овдека се направи обратно. Обратно за Галичица, мислам. Таа беше прекрасна сработена, прекрасно презентирана стратегија, каде што некаде околу 90-95% во текстот стоеше дека сиве овие проекти се штетни за Галичица и за езерото. И тоа не чинеше, значи се носат експерти од страна, кои што со своето најверојатно не знаат кај доаѓаат, мислам да не ги омаловажуваме, не знаат дека доаѓаат во област каде што е строго заштитена, каде што е национален парк, каде што е
објект под заштита на УНЕСКО и град и езеро. И тие се носат овдека како експерти од страна за да изработат студија, као да ние не знаеме да си направиме студија, се носат експерти од страна кои што едноставно нити дошле, значи прво таква студија не се прави за 6 месеци. Тие успеа за нецели 4-5 месеци да извршат корекција на таа студија. Значи студија за одржливост или студија за влијанието на животна средина се работи со години. Не можете вие едноставно ќе тргнете линија преку Галичица и овде ќе биде патот. Овде ќе имаме тунел, овде ќе имаме мост, не водејќи сметка што со тоа траса се уништува. Не можете да речите ќе правиме туристичка развојна зона во Љубаништа или туристичка развојна зона над Пештани или ски терени, кога едноставно и тие што предлагаат нити биле таму, нити виделе. Јас не знам, во најавата е спомнат дека сте ги поканиле Елем, ако не се лажам, или... Такви инструкции барем добивме од Министерството за транспорт и врски. Тоа што Елем е, према она што успев да го сватам, Елем е носител или финансиер на ски центарот. Ќе ве поправам, значи МЕПСО беше задолжен да го плати, значи изработката на физибилити студија и мастер планот. Не е Елем, затоа јас малку се зачудив, меѓутоа МЕПСО ја плати изработката само, а јас колку што знам, значи проектот за изработка на ски центарот треба да оди на меѓународен тендер, значи компанија која што ќе го гради треба да се јави на тој тендер. Али корисник најверојатно ќе биде некој од овие две компании или што моди на тендер, јас подразбирам дека ќе биде приватен ски центар, значи тука е она што мислам дека е скриено во целава приказка и малку се става на страна. Така, добро, овде предлагам да направиме една кратка пауза за реклами, потоа ќе го продолжиме разговорот, се враќаме во студио. Predsjedniče, ovako više ne može. Leti vruće, zimi hladno. Hoćemo izolacione sankcije. Stižemo. Pa hoćemo i u bubanju. Doktore! Samo Bekament. Bekament termoizolacioni sistemi. Leti hlade, zimi greju, štede energiju. 10 godina garancije. Bekament, doktori za zidove. Отвори и вози. Отворете го пакувањето со промотивната налепница на Grand Gold или Grand Aroma Cafe и веднаш дознаете дали сте добитник на еден од 12 фантастични автомобили Renault Clio или на некоја друга вредна награда. И мирис, и вкус, и прекрасни награди. Grand Cafe. А четвртиот автомобил Renault Clio отпатува во Свети Николе, каде со нетрпение го очекуваше Љупчо Савев. На некого од кафе му расне опашка, на мене во дворот ми порасна Renault Clio. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Автомото друштво Охрид, покрај на улица Лазо Трпоски, од сега и на уште една локација на 15-ти корпус 93. Нова најсовремена станица во Охридско-Струшкиот регион за технички преглед на сите видови моторни и приклучни возила, хомологација на сите видови возила, атести, издавање меѓународни возачки дозволи и полномошно за управување на туѓо моторно возило во странство, осигурување и зелени карти, комплетна регистрација на едно место, баждарење на тахографи и таксиметри. Безбедноста пред се. Автомото друштво Охрид. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил? Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија кое е произведено во Германија. Телефон 02 3109 258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. Немој само да посакуваш убаво тело. Работи напорно, за да имаш тело какво што посакуваш. Фитформ, СРЦ, Билјанини извори.
Маркет Миса во Охрид со богата понуда за вас. Секогаш свежо овошје и зеленчук, голем избор на готови јадења, широк асортиман на производи и постојано акции изненадување за купувачите. Препознатливи сме по ниските цени. Повелете, пазарете со мерак. Ние сме 99%. Драги мои, еве повторно назад во студиото на телевизија ТВМ. Денес во 99% дискутираме за или против најавените владини проекти во рамките на Националниот парк Галичица. На темата разговараме со Трајче Талевски и Антонио Додевски. Разговорот ќе го продолжиме со тоа што ќе ми дадете ваше мислење, секој од својот агол и од своето поле. Што ќе значи реализацијата на најавените проекти? Од ски центри, ски патеки, ресторани, туристичка развојна зона, значи сето она што е предвидено, ги набројувам само оние поголемите кои што најмногу и се познати на јавноста. Вие секако можете и во детали да ни кажете што се е таму предвидено. Значи, се предвидува изградба на експресен пат од Косел до македонско-албанска граница. После еден крак слегува долу и оди на сегашнава делница што е од Љубаништа до граничниот премин Свети Наум. А не знам зошто делницата завршува некаде на самата граница или некаде на повисоко од моментална делница што е. Најверојатно не се знае. Во контакт со некои колеги од Албанија, кажано ми е дека Албанија веќе граничниот премин Ќафасан го става во некоја, мислам, патот до граничниот премин Ќафасан ќе функционира. Меѓутоа, не се гради автопат како што се најавуваше во почетокот дека ќе се гради автопат до Ќафасан и трансферзала некоја да не поврзи нас. Не, него од Елбасан, онај автопат што е оди Драч, Тирана, Елбасан, ја менува делницата, излегува после Полградец и оди за Корча и за грчка граница, албанско-грчка граница. А овде ќе има само еден крак кој што всушност никаков крак нема да има за, значи Албанија не предвидува да ја поврзи Македонија со некој така автопат, да речем. Во рамките на целиот овој проект, значи ние градиме пат, не знам зошто до Љубаништа. Односно знам зашто се гради патот, најверојатно во перспектива некојаш да се слушнам дека влада веќе распишува нешто тендер за изработка или за проектна документација за изработка на план за плажа Љубаништа. Љубаништа 1, Љубаништа 2 или туристички развојни зони Љубаништа со, како што спомнавте вие во најавата, со 3 поддела. Љубаништа 1, Љубаништа 2 и Љубаништа 3. Љубаништа 3 беше кажано на јавнава расправа дека се елиминира, као тој дел околу езерото во Светинаумското езеро има ендемизам, реликтност, ретки видови. Прво не знам на кого му текнало нешто такво таму да прави развојна зона во строго заштитена зона на национален парк. Се откажале и од туристичката развојна зона, дел од туристичка развојна зона од другата страна на Галичица, меѓутоа и тоа е територија на национален парк во Стење, во Стенско блато. Навистина и тоа не ми е јасно на кого му текнало, во Стенско блато, каде што е еден од строго заштитените подрачја на таа страна на планината Галичица, да се гради туристичка развојна зона или да се прават некакви си објекти. Среќа што не им текнало, да рече, на острово Големград да направат нешто. Да и тоа што можеше и таму да се, тоа е баш добар изолиране од луѓе, нема пристап, значи таму може феноменално да биде контролиран кој што ќе пристапува. Значи може да се направи што сака таму. Се предвидува, значи сето тоа е во комплексот на Галичица као национален парк. Се предвидува туристичка развојна зона Отешево, кој што треба со нашиот Охридскиот, да го наречам, ски центар да се поврзе со Шичара, кој што поминува исто така, поминува низ строго заштитено подрачје или зона на активно управување. Потоа се предвидува тоа што е, што рекол, скијачкиот центар,
со 7-8 патеки, една гондола, со не знам седишници, со ски лифтови. Значи нешто што во Македонија го нема као ски центар. Значи се предвидува нешто да се гради онаму кај што нема снег. На Охрид му е својствено да гради некои такви нешта. Ако немаме да градиме марини, да речеме на суво, да градиме аеродроми во вода, да градиме скијачки центри онам каде што нема снег. Значи тоа е се предвидува потоа да и под скијачкиот центар се предвидува да се гради хотелски комплекс со нека 3-4 легла. Овие досегашни изградени се 100% искористени во текот на целава година, па се на Охрид му недостасуваат уште 3-4 легла да бидат од некоја врвна категорија. Се предвидува исто така изградба на населба, туристичка населба во градиште и овие пропратни објекти што се да речеме плажа во сега како што се гради, се наведува, односно се најавува да се гради плажа во општина Дебарца, значи некаде кај од Подмолје натаму до во висина на аеродромот. Се предвидува да се гради ова што е медитеранска плажа, се предвидува да се градат некои други чуда кои што навистина се чудни. Прво чудни се како на човек може да му текни да има толку деградирачки мисли во себе за уништување на природа. Значи нешто што се создало милиони години да се труди да уништи нешто такво. И одеднаш се нуди само едно автопатско решение кое што е као почеток на сето тоа. Значи изградба на автопат до Пештани или брз пат или експресен пат, кој што задира длабоко во да речем во срцето, во душата на Галичица и ако се успее тоа да се направи, тоа другите проекти можеби некогаш во иднина би се направиле ако не се застани на изградбата на првава делница на автопатот, мислам. Да се размисли прво дали тоа треба, дали може и дали му е потребно на Охрид за развој на туризамот, преди тоа што Охрид има свој туризам. Охрид има сега баш пред некој ден слушам баш и тоа беше че некоја си мислам дека од Белгија беше туроператор ќе носи во Охрид гости, ќе ги носи гостите во Охрид, тоа што Охрид им се свиѓа, им се допаѓа како центар, духовен центар, како културно богатство, природно богатство и пейзажна убавина. Јас не знам кај би се вклопиле сите овие нови проекти кои што се планираат во сите овие три за што доаѓаат туристите. Нити тие ќе донесат убавина, нити ќе донесат пейзаж, разубување на пейзажот, нити ќе донесат како да речам културно издигнување на градов, односно оние споменици на култура што ги има градов. Така да мислам дека реализацијата би требало да се размисли уште еднаш. Мислам и финансиерите и наредбодавачите на изработките на ваквите планови да размислат уште еднаш дали на Охрид му е потребно такво нешто или тоа ќе донесе до назадување, наместо до унапредување, до назадување на туризмот во Охрид. Додека смека размислувањето. До сега неколку пати беше вршена ревизија на стратегиската оценка за влијанието врз животната средина, бидејќи ги носеше сите оние негативни забелешки кои што мора да се инкорпорираат во наредната верзија, затоа што ќе влијаат негативно, штетно врз она што како природно богатство го имаме. Дали досега во сите тие извештаи покажала владата која како нарачател се јавува на сите тие проекти, дали покажуваат некаква подготвеност да тие проекти се изменат и во себе ги инкорпорираат сите забелешки кои што се релевантни, не мора сите нормално, или пак некои проекти како што е онај за туристичката развојна зона, посебно Љубаништа 3 и целосно да ги тргнат затоа што неповратни ќе бидат последиците кои што таму ќе се појават. Јас токму од тука сакав да почнам, значи прво целава работа би ја вратил малку обратно наназад за да дојдеме до основата на проблемот, бидејќи сите реакции кои што ги има јавноста
односно не сите, меѓутоа најголемиот дел, многу малку се суштински реакции на стратегиската оцена за влијание врз животна средина, која што е изработува, која што има нарачено Националниот парк, а се во функција на измени на планот за управување со паркот. Најголемиот дел од забелешките одат на самите проекти. Проблемот овде е што владата го задолжила Национален парк да пристапи кон измени на планот предходно, ова е моje мислење, а се надевам дека е исправно и требало така да биде редот на нештата, предходно да го консултира јавноста, значи која што треба да се произнесе со своето мислење по основ на вака предложените проекти. И сега дојдовме во еден проблем кога на јавна расправа по основ на стратегиската оцена и на измените на планот за управување на Национален парк, ние се револтираме и изразуваме несогласување со предложените проекти. И нормално од другата страна велат тоа не се прашања до нас, бидејќи ние не ги реализираме тие проекти, не сме предлагачи на тие проекти, туку едноставно сме задолжени како јавна установа да извршиме промени на планот за управување, бидејќи проектите не може да се реализираат доколку постојниот план е на сила. Сега, да се вратиме значи кај предлагачот. Предлагачот на овие проекти треба неколку прашања да ги одговори на јавноста, кој што јавноста е суштински заинтересирана. Прво, врз основа на кои стратешки определби на оваа држава се предложени овие предлог решенија. Бидејќи в Македонија во овој момент, баре мене не ми е познато дека има некоја јасна долгорочна стратегија за развој на особено на туризмот, бидејќи најголем дел од овие проекти се од делот на туризмот, па да се повикуваат на некоја таква долгорочна стратешка определба и сега ние мораме да ги реализираме овие проекти, бидејќи е дојдено конечното време за решавање на тој дел од нашата долгогодишна или декадна стратешка определба за развој на овој регион. Од друга страна, имаме чувство дека овие проекти, бидејќи ако ги видите какви, значи најголемиот дел од проектите или оние кои што се најзвучни или кои што во прва фаза се фаворизираат, тоа се ски центар и експресен пат, кои што морам да кажам дека потекнуваат од еден романтичарски период на Охриѓани, од едно минато време кога го замислуваа патот кој што некогаш во поранешната држава бил започнат и мислеа дека тоа е единственото решение кое што е исправно и дека на вистина Охрид е запоставен што не се реализирал тој проект тогаш и што до ден денес не го реализираме. И второ е една романтичарска исто така идеја на Охриѓани или да ја наречеме желба да имаат ски центар во рамките на Национален парк Галичица и сметам дека предлагачот токму ги искористил овие два романтичарски моменти од минатото за да си малку и ги прошири, за да успее да направи еден предлог на проекти кои што апсолутно од другата страна ни оставаат сомнеш да се сомневаме дека во заднина на ова постојат голем број лични интереси на одредени бизнис структури или постојат политичко-популистички, бидејќи реков, нешто што се темели на романтичарски желби од минатото, кои што не се засновани на некакви научни истражувања, тогаш сето тоа носи само кон популизам и привлекување поени. Зошто го зборувам се ова? Доколку предлагачот беше сериозен и врз основа на некои стратегиски определби се дефинира дека овие се конечните и многу битни проекти за нас како јавност, како општество, можеше да ги предложи овие проекти, да ги изложи овие проекти на јавноста да се произнесеше или да имаше една јавна расправа по основ на самите проекти, а дури потоа како резултат, значи согледувајќи ги резултатите, да пристапеше кон задолжување на јавната установа Национален парк, другите институции кои што изработија прецизни, детални мастер планови и така натаму, да го сработат она што го сработија. Овде прескокнате тој чекор и сега јавноста е ставена во еден теснец каде што е незиното големо влијание кое што треба да го има е сведено на минимум, значи и очигледно повторно тоа ни остава сомнеш да чувствуваме дека треба да се протурка нешто на мала врата кое што е од големи и огромни размери. Кога дискутирам по ова, сега ќе се осврнам малку на конкретните проекти и го гледам се во ова во едни генерални две фази во кои што е предвидено да се проектира. Едната фаза се експресниот пат до Пештани и изградбата на ски центар и другата генерална фаза е развојот на туристичките развојни зони и продолжувањето на патот до Љубаништа.
Ова е многу очигледно, бидејќи и за првиот дел од експресниот пат веќе заврши јавната расправа и единствено за него, за тој дел е изработен мастерплан и единствено за ски центарот изработен мастерплан. Додека за туристичките развојни зони и за останатиот дел од патот, ние се уште немаме ни јасна представа што тоа значи. Значи ние не знаеме што се предвидува во тие туристички развојни зони. Од друга страна, мене искрено да ви кажам и нејасно што е тоа туристичка развојна зона. Значи јас како термин, можеби не сум доволно паметен па да го разберам, меѓутоа мене ми звучи како развивање на некакви инфраструктурни решенија за да некој регион добие атрактивност да стане туристички регион. Зарем ние во Охрид, имајќи го Охрид, Охридското езеро и Галичица, и во близина на манастирот Свети Наум треба да развиеме туризам, да изградиме нешто што ќе му даде убавина и атрактивност на регионов. Тоа се апсурди според мене, меѓутоа ете реков оставам простор дека не ги разбирам до таа мера тие прашања, меѓутоа ќе се вратам сега на она што го сметам за генерална прва фаза и кое што е многу значајно и недоволно објаснето, бидејќи во делот на јавните расправи кај Национален парк не се дискутира во детали овие прашања, бидејќи не се прашања на Национален парк. И никој досега на јавноста не ги изложи овие планови, проекти во целост. Јас ќе се обидам имам подготвено неколку извадоци од овие мастер планови за да можеме да им доближиме и да им објасниме на граѓаните што навистина се случува преку неколку примери. Прво, лично сметам дека експресниот пат, кој што во ова прва фаза ќе се гради и е влезен веќе со мастер план и со една јавна расправа помината, се надевам ќе имаме уште, од Охрид до Пештани. Сметам дека овој експресен пат со оглед на начинот на кој што е трасиран, со оглед на начинот на кој што ги поврзува сите населени места, дека единствено е само во функција на она што се планира во ски центарот, бидејќи сите населени места, граѓаните за кои што треба да име во првенствено, доколку е од јавен интерес да име во служба, овој пат не ги поврзува на соодветен и квалитетен начин, односно истите, јас тврдам дека во 80% повеќе ќе име во иднина, повеќе ќе го користат понатаму стариот пат, одошто ова решение кое сега се нуди, токму заради начинот на кој што е поврзан и ги поврзува населените места, а добар дел од нив и немаат директна врска со експресниот пат. Зошто велам дека е во функција на ски центарот? Ова, доколку може да го регистрира камерата, сега не сум баш сигурен. Инаку може да ги најдат и онлайн овие скици. Значи ова е скица на целиот ски центар и вака не може многу да видат граѓаните, значи јас ќе се обидам, овде во овој дел се патеките кои што треба да служат за скијање, односно кога велиме ски центар, тоа е и основата, значи скијањето е основа, а во овој само да видиме, во овој другиот дел, значи овде имам следно ќе покажам и други слайдови, значи малку поголеми, овде се делот на сместувачките и хотелски капацитети кои што треба да бидат дел од овој ски центар. Доколку ја земете, сега ќе ја покажам и таа слика. Вака. Значи, доколку го видите сега, овде зумирано, делот на сместувачките капацитети, ќе видите дека и доколку ова сето го значи ќе видите дека станува збор за две локации. Едната е автокампот Градиште и другата е нешто што во мастер планот е наречено Горно Велестово, односно Upper Велестово, бидејќи мастер планот за ски центарот можев единствено на англиски да го најдам, за жал, веројатно не е намерно тоа. Ќе видите дека, а овде ако го погледнете, значи од оваа страна селото Пештани, значи ќе видите колку мала површина е Пештани во однос на ова што се планира како површина за изградба на овој сместувачки капацитет. Од аспект на предвидени средства за изградба на овој ски центар, ќе видите дека само 24% од, а тоа може да се види, јас ги имам и овде сега да не ја замараме премногу јавност и да не одземаме време, ќе видите дека само 24% од средствата кои што се наменети или се предвидени да се потрошат за овој ски центар, се наменети за вкупно сите, значи вклучувајќи и големата гондола која ќе оди од населбата до скијалиштата, за сите жичарници горе и за сите паркинг простори. Само 24%. Останатите 76% се предвидени за изградба на вилната населба и 6 хотели кои се предвидуваат. Вилната населба треба да има 33 викендици со површина од 220 метри квадратни, 2 огромни хотели,
А во делот, еве сега овде ќе го видат, овој особено мислам дека е интересно за пештанци да го видат, во делот од автокампот Градиште предвидени се 3 големи парцели каде што треба да бидат изградени 4 хотели со 5 звезди, каде што ќе имат околу 200 соби и 300 апартмани, кои што ќе бидат значи од луксузна категорија со велнес центри и со високи 5 звезди. Затоа сметам дека експресниот пат во овој момент е само во функција, значи оној дел од Охрид до Пештани е исклучиво во функција на овие хотели, вили кои што се планираат во овој дел, а и дека целосната идеја за развој на ски центарот не е самиот ски центар како место за скијање, туку е нешто друго кое што и според средствата кои што се предвидени подразбира изградење на хотели кои што не можам да разберам и никако да ја најдам значи јавниот интерес во приватните хотели. Од друга страна, ако земеме во предвид дека предлогот е предвидено изградбата на овој ски центар да оди на меѓународен тендер, тоа укажува дека приватници ќе влезат да градат и дека овие капацитети ќе бидат приватни и повторно не можам да ја видам тука јавниот и национален интерес, освен неколку стотини вработувања. Она што сметам дека е лошо за локалното население. Прво, најмногу страда населението од Пештани, бидејќи најголем дел нивно приватно земјиште и во делот на Горно Велестово, а особено во оној дел кој што веќе неколку години се надеваа дека ќе им биде вратено со денационализација во автокампот Градиште, ќе им биде одземено. Од друга страна, експресниот пат за пештанци ќе значи едни дополнителни 6-7 километри, кои што првите 2-2,5 километри се додека се искачат од Пештани до автопатот, а останатите се 3-4 километри додека слезат после далеководот во Охрид, значи ќе го продолжи патот до Охрид и понатаму тврдам дека ќе го користат останатиот пат. Друго што е многу битно е таа ова една реченица овде, ако може камерата да ја фати, за жал на англиски, јас ќе се обидам да ја преведам, тоа вика дека маркет анализата, односно се мисли на перформансите на охридските хотели, до овој момент покажала дека недостасува атрактивност и репутација на охридските хотели и оттаму тргнале во мастер планот дека треба да изградат нови 6 хотели кои што ќе бидат поатрактивни и со повисока репутација од охридските. Сето ова, ако го видиме сега како една целосна слика, еден експресен пат кој што го заобиколува од Охрид, поминува над Охрид, ќе завршува кај Пештани, токму кај ски центрите, значи кај ски центарот во Наводници, значи кај вилните населби, хотелите, укажува дека туристите кои што наменски ќе доаѓаат да ги користат благодетите на ова ново посебно атрактивно и со висока репутација туристичка развојна зона, ќе доаѓаат таму и ќе си одат без при тоа да го посетат ниту Охрид, а најмалку населените места кои што во овој момент голем дел од нив живеат од издавање на соби во летниот период на гости, а да не спомнуваме дека таму имаме и хотел со преку 500 легла кој што во зимскиот период е затворен. Ќе се навратам на романтичарските идеи и во минатото многу политички партии и учесници во овој македонски плурализам го најавува во нивни кампањи овој ски центар и сите тие се држеа до една идеја дека ски центарот со изградбата на еден ски центар на Галичица дека ќе се овозможи и ќе се продолжи сезоната, односно ќе им се овозможи на сите овие хотелски затворени капацитети во текот на зимата да отворат и да бидат конкурентни во зимскиот период. Со ова решение апсолутно сум убеден дека се оди на нешто друго. На крајот уште малку само ќе се задржам до самото скијалиште. Според техничките карактеристики, овој ски центар е далеку од далеку од конкурентен во балкански рамки, бидејќи вкупната должина на патеките е само 15 километри. Ако видите сега, за жал на овие скици не може многу убаво да се види, да не се мачиме да покажеме, само гондолата која што оди од Пештани, значи од горно Пештани, односно од туристичката населба до врвот каде што има еден ресторан, е нешто што навистина е жичара и која што ќе повлече дел од инвестицијата, меѓутоа сите други се толку малецки ски лифтови горе, а се наброи некаде околу 7. Должината на патеките е толку минорна во споредба со потребите на еден современ скијач во денешно време, а и минорна во споредба со другите балкански ски центри, што ми укажува само на тоа дека ски центарот е само наслов кој што ќе обезбеди
маска за која што ќе како некој јавен и општествен интерес на граѓаните на Охрид. Жал ми е што овие проекти не се во целост презентирани на јавноста и токму заради тоа сметам дека дел од јавноста има апсолутно погрешно мислење дека овие проекти се предлагаат имаат една искрена намера да бидат во функција на нивните потреби. Талески, да се вратиме малку на биологијата. На почетокот таму некаде ги споменавме тие компензаторски мерки кои што беа за прв пат споменати таму на ревидираната верзија од септември месец се чинам. Искрено и мене како лаик и новинар не ми беше јасно што тоа треба да значи. Да компензираме па макар и 1 хектар од земјиштето кај Свети Наум со светите за охриѓани охридски извори со не знам, можеби и 500 хектари од некое друго земјиште кое што ги нема тие природни богатства кои што се единствено таму лоцирани. Може ли во природата да се компензира нешто? Не, во природа не може ништо да се компензира и тоа што секој растение и секој животно има одредена реала или одредена површина која што расте, се развива, се размножува и така вие можете не можете всушност да компензирате едно живеалиште со друго живеалиште. Значи не може да се компензира живеалиштето на Аполоновата пеперутка, да речеме, кој што е исклучиво значајна, битна. За некои луѓе може да би ваквите дискусии дека пеперутките, дека некои пајаци, некои животинки малечки, ситни се небитни во однос на некои си вакви развојни проекти, меѓутоа не е така. Голем број од растителниот и животинскиот свет кои што се наоѓаат, кои што се среќаваат на Галичица, се ставени во светската листа на загрозени видови. Значи тие се на црвената листа, светската црвена листа, што значи дека се пред исчезнување или се многу ретки на ниво на Република Македонија или се ретки во Европа. Значи ако еден вид е ставен на црвена листа, тоа значи дека е некаде тек тук се среќа во некои поедини делови на светот. И ако и овдека се уништи, значи тоа ќе биде еден голем шамар прво за еколозите, за науката, ради тоа што за вакви развојни во наводници проекти се доведува во прашање опстанокот на одредени видови кои што се ретки. Значи компензација во природа не може да постои нити метар за метар, нити метар за километар квадратен, значи ради тоа што таму на Галичица имаме и специфични површини, специфични ливади, специфични растенија, специфични растителни заедници. Сето она што е ставено, не џабе луѓето уште пред 60 на години научниците ја ставиле Галичица као национален парк и не случајно оној дел што е крајниот дел на Галичица према Албанија е прогласен за строго заштитена зона, па другиот дел што е има делови кои што се делови со активно управување, односно таму не сме ништо да се работи и таму е оставено да природата сама ги врати оние живеалишта кои што порано биле тука. Има на Галичица има и зони каде што може да има и влијани или човека да си ги обработува своите земјоделски површини, меѓутоа тоа е многу мал дел. Малце која ќе го разгледаме трасата на автопатот или експресниот пат за пред промените, не знам и промениве што се сега дали се во сила или се уште се дискутира околу тоа. Тие поминуваат скоро 1/3 патот преминува низ зона за активно управување. Значи низ зона каде што не сме да има ништо сем друго од типот на градежни активности, сем Националниот парк Галичица да изгради некој мини свој објект као информативни табли, поставување, као означување на патеки, значи тоа е само дозволено во тие зони. Не какви хотели, какви гондоли, тоа таму не сме да се помисли нешто такво да се прави. Меѓутоа малци со самото носење на, значи Национален парк Галичица ја донесе планот за Галичица е донесен со важност од 10 години, некаде околу мислам 11 до 2020 е планот. Значи по закон може да се интервенира, меѓутоа пред да поминат 5 години не сме да се интервенира во тој план и да се вршат некакви си други промени 2 години пред истекување, значи 2018.
Значи, ние сме сега 2016 јануари месец, а веќе 2 години или 3 години пред тоа се побарано да се променат, да се дезонира, да речеме, делови од Галичица. Значи, тоа е во некоја рака испротивно на самиот закон за национални паркови. Значи, не може Галичица требаше да направи мислам промени некаде 15-16 година да почне со некакви, ако имаше потреба, меѓутоа во смисол на зголемување на подрачјата со заштита, не на намалување на подрачје или некакви си компензаторски мерки преземање, како што предлагат експерти во странство. Така да Галичица е една многу интересна планина, особено со незиниот ендемизам. Значи, има многу ендемични видови, многу видови ретки кои што се среќаваат единствено на тој дел, многу видови кои што се среќаваат во Македонија. Значи, целиот растителни и животински свет во Галичица, на Галичица е поделен во некои такви категории, меѓутоа изобилува со богатство на растителни животински видови, кои што со ваквите интервенции во природата, мислам дека некои делови ќе бидат и трајно уништени као видови, а некои делови као геоморфолошки подлоги, субстрати, исто така ќе бидат уништени и изгубени за секогаш. Така ги споменавте зоните на заштита и нивната промена, за жал намалување, како што кажавте. Веројатно ова е вистинското време да се постави прашањето зарем ова не ја отвара вратата да во иднина било да се реализираат овие проекти или не, некоја друга влада, некои други лидери да дојдат и да речат аха, да, ова имаме замислено ние други проекти таму кои што се сметаме дека се од национален интерес, па повторно да го намалиме степенот на заштита на делот зоните за да ги реализираме тие проекти. Не се разнишува тука стручноста на сите оние луѓе кои што претходно правеле некакви анализи и одлучиле дека да, луѓе, ова и ова подрачје треба да има ваков и никаков поинаков степен на заштита. И тука се водиме само со некои проценти. За да еден национален парк биде национален парк, значи мора да ги има овие 3 зони. Значи зона на заштита, зона за активно управување и зона за одржливо користење. Процентуалниот состав е многу битен и ако се наруши тој се губи или паѓа атрактивноста на национален парк, било кој. Меѓутоа не може така едноставно да се презонира паркот или природата да се презонира. Овој дел сега досега беше во оваа зона, сега ќе додадиме на другава страна на парков, кај што нема ништо што е слично со оваа зона која што е под активно управување. Сега ќе ја зголемиме таа зона, само од жолта ќе обоиме во зелена и таа ќе биде као компензација за оваа зелена зона што беше ваму. Мислам, не станува збор за бојање на паркот, него станува збор дали со таа компензаторска мерка ќе успее, односно го има истиот растителни и животински свет и во овој дел каде што ќе настапи новава подигнување на нивото на заштита на овој дел. Значи, малце е чудно таквиот начин на делување, меѓутоа јас искрено не се љутам, не замерам на колегите од Национален парк, ради тоа што сепак тие се јавно предпријатија и во некоја рака работат под инструкции на министерства. Тие се мислам дека се финансирани од Министерство за култура. Меѓутоа, една интересна работа дека тие спроведува еден проект со КФ банка и мислам дека и КФ банка, барем представник вака во некои меѓусебни разговори, се против ваквото дезонирање или презонирање на паркот, ради тоа што има тие проекти за проучување на флората и фауната на Галичица и ја сватија суштината на богатството на Галичица. Така, не верувам дека некој чисто поради не знам, некаква одмазда или пак желба да не се допира она што е наше и охридско, меѓутоа во исто време и светско, коментира негативно или дава забелешки на она што е планирано таму да се гради. Па од тука прашањето што според вас би требало, ако и воопшто би требало нешто
таму на тоа место во Галичица да биде изградено, секако доколку истото е во функција и на националниот парк и на зголемување на таа атрактивност која што ја споменавте? Ова е интересно прашање и досега мислам, особено оние кои што јавно реагираат на сите овие проекти, едноставно немавме време и можност, јас како дел од сите тие се гледам, да го кажеме нашиот став по она што мислиме дека би требало, бидејќи и токму тоа остава впечаток кај пошироката јавност дека само поради некој инат се оспоруваат сите овие проекти. Тоа не е точно, меѓутоа во овој момент е многу клучно да ја убедиме јавноста, односно да ја докажеме што е вистината која се крие зад сево ова во моментов и немаме време да размислуваме за идни проекти. Инаку јас лично немам потрошено многу време на размислување, меѓутоа имам некои генерални идеи. Прво, апсолутно дека населението кое што живее во овие населени места покрај брегот на Охридското езеро заслужува не само пат, туку заслужуваат и многу повеќе цивилизацијски добра кои што треба да ги имаат, заслужуваат на пример во Трпејце, Љубаниште да имаат соодветна канализација, да не одат нивните отпадни води директно во Охридското езеро, каде што на крајот нивните гости и нивните деца летно време се капат и уживаат во езерото. Заслужуваат да имаат еден навистина убав и пристоен пат, меѓутоа тоа не значи градење на нов експресен пат кој што ќе уништи еден огромен појас од националниот парк, туку едно пристојно и современо уредување, онаму каде што е можно проширување, онаму каде што е можно обезбедување дополнителни паркинг места на ова постојано решение. Верувам дека ќе ги во значителна мера ќе ги подобри условите во некој нареден период од 20 на години. Претпоставувам дека иако ова зборувам се лаички, значи јас не сум експерт за патишта, меѓутоа сепак тоа се решение. Ако сакаме да ги гледаме и по високите зони на паркот, значи не сум против, ова го кажувам лично, еден проект кој што беше спомнат пред неколку години за изградба на неколку мали хотели, тие ги нарекува, значи 3-4 мали хотели во високите зони на паркот, јас би ги нарекол планинарски домови, бидејќи тоа е навистина со многу мал импакт на природата, тие верувам дека објекти ќе бидат управувани од луѓе кои што навистина знаат да ја ценат и да ја кои што ја сакаат планината и природата и кои што знаат домаќински да се однесуваат во едни такви региони. Развој на овој вид на планински туризам, значи или авантуристички туризам, токму преку ваква форма, значи на објекти. Не гледам ни нешто лошо во изградба на една можеби современа од оваа дистанца, можеби премногу, меѓутоа една гондола која што дали од Пештани, дали можеби да не ги допираме оние зони на активно управување би ја изградиле, можеби и од самиот град Охрид, па би ги однесло граѓаните на едноставен начин да можат и оние кои што не се љубители на пешачење или на возење велосипед да можат да појдат и да видат која е убавината на нашето езеро и нашиот град од повисоките делови на планината, да можат да прошетаат горе. Градењето на некој гостителски можеби објект таму, меѓутоа вакви мегаломански проекти, вакви оценки дека она што во моментот во Охрид е неатрактивно и не заслужува и дека е потребно нешто ново, поатрактивно и пореспектибилно да се гради, мислам дека не се во интерес ниту на постојните капацитети во Охрид кои што треба да работат и треба да им се обезбеди токму првенствено нив екзистенција, па да размислуваме и на изградба на некои нови, ниту пак на граѓаните или пошироката јавност. Сметам дека апсолутно има простор за развој. Нашето општество е жедно за подобрување. Дојдени сме навистина до некои ниски цивилизацијски нивоа на опстој и сметам дека многу други прашања заслужуваат многу повеќе внимание од овие кои што ги имаме на маса во овој момент. Навистина длабоко се надевам дека сето ова ќе допре и до пошироката јавност, дека ќе предизвикаме повеќе реакции, повеќе искажување на јавно мислење. Јас за жал сум разочаран, не слушнав никакво мислење од голем дел од луѓето кои што се и репрезенти во нашата локална самоуправа, без разлика од која политичка опција доаѓаат, ниту пак од оние кои што го представуваат нашиот град во собранието на Република Македонија, значи пратениците кои што се избрани од граѓаните. Во овој
период околу празниците навистина се крена една голема прашина околу ова тема. Никој од нив кој што на некој начин има должност да реагираат јавно, за сега нема реагирано. Се надевам дека ќе успееме. Верувам во моќта на поединецот, меѓутоа доколку е онака навистина јавно искажано мислењето, не сум против никој, значи сакам сите мислења и оние кои се согласуваат со моите ставови, и оние кои не се согласуваат, и токму сметам дека решението на сите вакви суштински стратешки проблеми е само во доколку ги се слушнеме едни со други, што мислиме и колку го чувствуваме и го разбираме целиот овој проблем. Во една прилика и кажав дека и сакам да завршам со таа една реченица дека посебно алудирам на луѓето во националниот парк, особено на политичкиот дел, оние кои што се во управниот одбор, да бидејќи сите ние никој од нас уствари не е толку умен и силен да на свој грб го понесе теретот на се ова што е предложено и дека мора да се подпираме едни со други и само заедничката што помасовна одлука по однос на некои вакви решенија ќе биде исправна. Се друго ќе биде терет на оние кои што ќе носат во овој момент ќе донесат одлуки, а ќе требаат за тие одлуки историски да си го носат теретот. Талески, истото прашање. Што ако и веќе идејата е нешто таму да се гради, што според вас би требало да се изгради, ако и воопшто сметате дека нешто треба да се допира таму во светињата која е Галичица за Охријани? Јас искрено планината би им ја оставил на луѓето кои што ја сакат Галичица. Значи, Галичица верувам дека ја посетуваат само оние кои што ја сакаат. Одат на неа и во зиме и во лето, мислам пешачат по неа, возат велосипеди и се присутни на Галичица во текот на целата година. Значи има луѓе кои што и би дошле на Галичица и доаѓаат на Галичица само за да видат онака како што е во моментот. Значи има одредени пријатели наши заеднички кои што носат луѓе од странство, организираат пешачки тури, велосипедски тури по Галичица и од едната и од другата страна. Луѓето доаѓаат и кажуваат за една Галичица која што е недопрена од човек. Ако ова се изреализира, јас мислам дека овдека ќе доаѓаат луѓе кои што, како што рече Антонио, нема да ги напуштат хотелските соби, едноставно ќе и нема ни да дојдат да го видат Охрид или езерото и сето она што оди во склоп на таа понуда Охрид и езеро. Него едноставно ќе профучат покрај со своите брзи автомобили, ќе се стационираат во тој дел таму и дали ќе појдат на скијање или не, тоа веќе не е воопшто битно. Меѓутоа, она што прашавте, Галичица сепак заслужува да остане онака како што си е, со одредени промени на оваа сегашна инфраструктура. Па ние градиме 4000 легла, мислам дека толку треба да види овој хотелски комплекс, 4000 легла. Што ќе значи тоа, какво оптеретување ќе биде тоа за езерото во тој дел на градот. Значи градиште и комплексот над Пештани или горно Пештани, не знам, некаде 6-7 000 легла можда ќе има, да се замислите. А се уште колекторскиот систем не ни функционира. Значи ние сега имаме јапонска донација или кредит, не знам што ќе биде, некаде 12 милиони евра, мислам дека ќе кошта за да изврши санација на колекторскиот систем, а се зафаќаме со нешто што кошта 3 пати повеќе. Значи да си ги средиме прво работите кои што се многу побитни за Охрид, за опстанокот на овој туризам кој што ги имаме во моментот, речто што ќе дојде во момент кога едноставно Охрид ќе биде препознат ли по валканата вода, не по чистата вода. Прето што голем дел од колекторот, од некои делови на колекторскиот систем не функционира во текот на одредени делови од годината, се испуштат, мислам не се испуштат, него едноставно не функционира, истекуваат непрочистените води во езеро директно. Пумпната станица, некои пумпни станици ја пренасочуваат водата во реките и конкретно и кај Подмолје и кај Косовска река има моменти кога при големи дождови водата истекува во езерото и го загадува. Наместо да го прочистува, таа го загадува езерото. Така да мислам дека овие проекти се премногу во моментов скапи и ќе бидат секогаш скапи и штетни за Галичица и за градот Охрид. Така ќе завршиме. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување. Се надевам дека
оние кои треба да го чујат вашето мислење, иако не си го дозволија луксузот и тие да го кажат нивното, ќе разберат што зборувате, па може би сите заеднички утре ќе донесат некое поконструктивно решение за Галичица, која што бескрајно на сите ни значи, секако за Охриѓани, бидејќи ние живееме тука околу неа. Ви благодарам на двете. Нема зашто. Почитувани, тука е крајот на ова издание на 99% со некоја нова интересна тема се гледаме веќе наредниот вторник. Ви останете со програмата на телевизијата Вама. Пријатно. Ние сме 99%.